следува. Пригответе се за највозбудливото тркачко искуство на годината – Superior Runs. Штип ќе биде исполнет со енергија, музика и поддршка од сите агли, а учесниците ќе уживаат во прецизно означените патеки и професионални масажи под трката. Со награден фонд од 235.000 денари, оваа трка нуди многу награди и изненадувања за најбрзите тркачи и тимови. Не пропуштајте ја оваа незаборавна пригода. 27 април, 10 часот. Штип центар. Полека, но сигурно некако пулсираме низ ритамот на денешното издание на утринската насител Ја сакам Македонија и така ќе биде во живо се до 10 часот. Видовте што следува и токму тоа следува во наредните минути, а низ целата таа приказна ќе ме води мојот соговорник. Добро утро велам за Дејан Ѓошев кој во овие рани утрински часови директно ни допатува од Штип. Добро е дојдовте. Ти благодарам, Димитар, фала ви за поканата, поздрав за сите ваши гледачи. И чест ми е задоволство што ете можам јас да зборувам за овој за нас многу значаен настан и кој доправа ќе ни прерасне во супер традиција за Штип и за штипјани. Така, градот Подисаро треба да продолжи да пишува бројни приказни, а кога сме кај оваа една извонредна трка која има и интересен слоган, еве ќе речам стани трчај. Како почнува целата приказна, односно првиот момент кога за прв пат како здружение дојдовте на идејата да речете ајде да трчаме, да направиме нешто и тоа не случајно, предпоставувам, на почетокот на пролетта, кога живнува природата, кога се активираме сите. Како почна целата приказна? Така, баш доста спонтано, речеме и случајно, каде што правенствено ете јас како претседател на здруженијето и како иницијатор на целиот овој момент со група на блиски луѓе, ентузијасти, другари, пријатели и колеги, учествувавме на неколку настани низ Македонија и ете нашите соседни држави, каде што правенствено одевме да трчаме и поддржиме од преку тимбилдинг моменти каде што сакавме ете да се дружиме, а и плюс да имаме некоја физичка активност. Знаеме дека во последно време сите сме робови, некои дигитални номади заробени во канцеларија пред компјутери и слично. И си рековме, знаете што, ајде да направиме нешто и за Штип. Имаме време, имаме можност, имаме луѓе околу нас кои исто така се ентузијасти и сакаат да ни помогнат. Веруваме дека има многу кои што доправа ќе дојдат и ќе се вклучат во идејата. Така 5-3 години за прв пат на штипските улици се одржа Superior Runs. За прв пат имавме 500 пријавени надпреварувачи учесници, 100 волонтери. Втората година веќе бројот се зголеми 3 пати повеќе, на 1500. Бројот на волонтери и поддржувачи, тој се зголеми некои 200. Така да ова трета година поред ги очекуваме истите, верувам и поголем број на учесници кои што ќе ни дојдат, поддржат и покажат дека можеме да станеме и трчаме буквално и да учествуваме на настан кој што, како што реков претходно, доправа ќе постане традиција и нешто одлично за Штип. Гледачите можат да видат и видеоматеријали од претходните години, па ајде да почнеме со ред да ги воведеме во приказната и сите оние кои можеби во овие моменти за прв пат слушаат за едно вакво случување на крајниот исток или некако во градот Подисарот, како што вие локалците милувате да го наречете. До кога е крајниот рок за пријавување? Кој се може да се пријави? Има ли посебни критериуми за да се биде дел од едно вакво случување? Потребна ли е посебна физичка подготовка? Каде се тргнува? Каде е крајот рутата? Што се треба да се знае за да се биде дел од оваа манифестација? Така. Значи, првенствено сакам да го потенцирам датумот и времето. 27 април, 10 часот наутро, тоа е недела, неработен ден за повеќето нели од нас, каде што стартот е предвиден во самиот центар на Штип, Superior Global Service зградата или бизнис центарот кој што се стартува целата оваа трка на 5 и 10 километри. Најчесто, за некој кој што е нов во овој свет, многу често добивам прашања од делот кога е маратонот, како е. Значи, не правиме и не организираме маратон. Ова е аматерска атлетска трка на 5 и 10 километри, која што е од оваа година и членка на Македонската атлетска лига, каде што се бодуваат, значи првите места добиваат бодови. Своје присуство минатите години не учести и нашиот најдобар атлетичар Дарио, каде што се надеваме дека ќе го видиме и оваа година.
Секако поканите целата македонска атлетска елита и дефинитивно секој кој што сака може, а верувам дека секој може, само треба да сака да излезе, да дојде и да трча заедно со нас. Над пријавувањето би било како и на секоја друга трка, недела дена пред почетокот на трката, значи тоа е недела 20 април, се со цел да можеме навремено да се припремиме. Значи да имаме спремни овие стартни пакети кои што се за секој од тркачите, ваучери кои што ги споделуваме у соработка со компании да можат навремено да ги спринтаат, да се припремаат. Храна, исто така имаме ваучер за храна за секој од учесниците и дополнително за секој од волонтерите и оние кои што се во организацијата, да може и тоа навремено да биде припремено. Нели нема да бидеш трка во Штип ако на крајот не добиеш штипска пастрамајлија. Тоа сакав да прашам. Така да дефинитивно тоа ни е најголем мадут да речеме за крајот, изгладнети ќе може дефинитивно со чаша пиво и безалкохолно да напоменам и дефинитивно штипска пастрамајлија која што ќе ги врати малку цело живот секој од учесниците. Колку и да звучи ова повеќе и рекреативно, секако дека примарната работа е нели да се соберат луѓе од различни генерации, различни краеви, да се дружат во недела на 27 во Штип, ова сепак покажува дека стои сериозна организација, големи захтеви за да се направи нешто такво, со оглед на тоа што и трета година поред ќе се случува, но од друга страна и импозантни се бројките на учесници. Но тука ми доаѓа прашањето колку една ваква манифестација знае да биде препознаена и од институциите, и на локално, и на државно ниво, но и од малите или малку поголемите бизнис сектори кои се во Штип. И тоа како ги имате на број? Знаат ли да фрлате на рака, да речете, ние ќе помогнеме со ова, други ќе помогнеме со ова, или некако како здружение се сами правите? Па вака сега. Не би било благодарно од моја страна кога би рекол дека немаме. Дефинитивно имаме огромна поддршка. Првенствено сакам да ги напоменам Superior Global Service, кои што секогаш стојат позади нас, секогаш ни се ветер во грб, главни поддржувачи и помагатели на овој настан, општина Штип кој што е коорганизатор на настанот, јавните предпријатија и секако нели Црвениот крст на Македонија, брзата помош, противпожарна станица, значи сите тие кои што се дел од таа локална заедница се тука за нас во секое време и не поддржуваат максимално колку што може. Сега од тој дел на приватни фирми и приватниот сектор се повторуваат тие фирми кои што уште првиот ден веруваат во проектот. Без разлика што и да е, кога одам на пример кај нив за да ја кажам приказната, да ја кажам која е мојата, која е нашата цел и мотивација за се ова, нивниот одговор е Дејан. И ние сме олин за се ова што зборуваш. Чекавме некој да дојде да не праша за се ова, така да се што ти треба, овде сме и стоиме на располагање. Сакам тој број да е многу поголем. Значи ова не станува збор за генерирање на некој ревењу, не станува збор за да треба јас и тимот кој што стои позади ова да земе некоја плата. Буквално се што земеме од првата година оди во некој хуманитарен карактер, во поддржување на други спортски манифестации на локално, на државно ниво, каде што треба, од страна на здруженијето. Така да буквално се ова е некоја, да речеме, првенствено, како што реков, ментална гимнастика за секој од нас, недела рано наутро са бајле, а за да дојдеш до тој момент на недела рано наутро са бајле, треба да поминат недели трчање, подготовки, така да верувајте дека телото памти и на крајот ќе биде благодарно. Би сакал да напоменам дека како што реков дека медиумскиот простор е доста битен и би сакал да ги охрабрам и другите медиуми не да не поддржат само нас, има и доста други трки во Македонија кои што дали на локално, дали на државно ниво треба да стасат повеќе до секој дом, дали на телевизија, дали на социјални мрежи и така натаму и заеднички да можеме да направиме едно поздраво општество, чекор по чекор секој ден управилна насока. Така и еве и за гледачите на телевизија Сител ќе има еден специјален попуст кога е начинот на пријавување, на кој начин ќе можат ексклузивно, еве ќе си дозволам за право да речам, сите гледачи на Сака Македонија да се пријават викендов и како да го искористат тој попуст. Па така, значи мало изненадување пишуваш и во најавата дека за сите гледачи кои што ја следат оваа програма и дефинитивно може да кажат на некој кој што мисла дека ќе биде одличен член на нивниот тркачки тим. СР Сител, сигурно веќе го имаме и на екранот, е некој промокод кој што ќе важи овие 2 дена, тој е некој 10% попуст кој што ќе биде за пријава
и секој кој што ќе се пријави, значи ќе добие стартен пакет, медал, многу поклони од учесниците, ваучер за храна, како што рековме, и можам да гарантирам одлична забава, одлично искуство, одлично дружење. Фирмите си прават свој тимбилдинг, атлетските клубови се надпреваруваат за време. Аматерските клубови кои што сакаат да учествуваат исто така доаѓаат во голем број, затоа што како што го спомнавте и наградниот фонд, имаме доста награди и веруваме дека секој сака да застане барем у еден момент од својот живот на тој подиум. Кога сме кај самите награди, иако не се основно нешто поради кое треба секој да се пријави, ајде да ги спомениме и тие можеби ќе бидат дополнителна мотивација или се уште можеби рано да откриваме детално какви награди се очекуваат да добијат правопласираните. Така, значи дефинитивно како што рече, наградите не се главната мотивација, но и секогаш се малку, нели дали е тоа финанси или било што друго, меѓутоа веруваме дека е нешто доволно да ги поддржиме барем тие атлетичари кои што веруваме дека инвестираат доста голем дел од своето време и својот живот во атлетиката и веруваме дека ова ќе биде барем мала некоја нивна помош за да се унапредат и да бидат поуспешни во тоа што го прават. Значи имаме награди за првите 3 места во машка женска категорија на трката 5 и 10 километри. Исто така имаме награди за најброен клуб, атлетски клуб, имаме за најбрз атлетски клуб на 5 и 10 километри. Имаме исто така моја омилена награда, која што е наградата за највозрасен учесник. Значи буквално годините не значат ништо на оваа трка во таа горна граница. И дополнително, нели, нормално Штип, Локал Патриоти, најбрз штипјанец и најбрза штипјанка на двете трки. Така да имаме голем број на награди кои што се нормално парични и дополнително награди од нашите спонзори кои што ќе бидат дали во вредносен ваучер, дали во нешто кое што тие го произведуваат, како наградни пакети. Најчесто тоа е во некоја здрава храна, намирници и така натаму. Кога ги споменавме годините, имате веќе и категоризација за највозрасен, дали постои минимална генерацијска одредница до каде или кој може, а кој не може? Има ли критериум кој може во најрана возраст да се пријави? Значи да, 16 години е некоја си стартна граница или минимална возрастна граница, затоа што како што реков, нашите врвни атлетичари доаѓаат и сепак сакаме да ги испочитуваме со тоа што ќе овозможиме безбедна траса каде што веруваме дека учествуваат само возрастни надпреварувачи. Верувам дека има доста поединци кои што се спремни пред 16 годишна возраст, меѓутоа затоа нудиме можност да учествуваат и да дадат свој бенефит како волонтери на самиот настан. Имаме перфектно означена траса, значи буквално не можеш да се изгубиш на самата траса. Имаме водни станици на 4 места. Имаме момент каде што на самото збирно место на самиот настан се дели таа храна, се делат различни освежителни средства, има пункт за масажа, така да 150 волонтери вклучени, никогаш не можеме да ни бидат доволни. Значи, како волонтер секогаш може да дојдат сите дечки кои што се под 16 годишна возраст и сакам да ги напоменам кога сме во тој дел огромна благодарност и нешто кое што трета година поред доаѓа со нас е Центарот за возрастни со посебни потреби Порака од Штип и Искра, средното училиште за деца со посебни потреби и Црвениот крст, како и извидниците кои што можеме да ги видиме на малите екрани, кои што секоја година несебично се дел од овој настан како волонтери и како поддржувачи на целиот организационен процес. Дејан Ѓошев, председател на Сдружение на граѓани Супериор Ранс Стани Трче, гостин во утринската насител по повод една значајна, ќе речеме јубилејна тројка за среќа, нека биде на 27 месецов, сите трчаме во Штип. Така, Димитар. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви благодарам на вас на поканата, се надевам дека ќе дојдете да истрчаме заедно. Секојдневно трчиме секој своја трка, меѓутоа да истрчаме заедно за добри цели и во правилна насока.